Градската плажа на левиот брег од Вардар, помеѓу камениот мост и Гоце Делчев е целосно уништена. Сега на тоа место се планираат нови градби. Плажата зад Луна паркот пак е пред распаѓање. Скопјани вела дека и едната и другата не требаше воопшто да се градат, бидејќи кеот покрај Вардар не е соодветно место ниту за капење, ниту за сончење. По мене поголема будалаштина од ова нема. Прво, за да биде градска плажа, треба да имаме чиста вода, се знае. Ние своевремено, кога бевме млади како аз, одека се бањавме. Ова беше плажа, Бунгур плажа се викаше во тоа време. Плажа се прави тама кај што треба да се освежиш, да влезеш после сончење и така надека се знае што е плажа, нели? Не, никогаш не сум ја посетувала. Немам чувство дека поред Вардар сум на плажа. За мене пешачка зона. Најбаво. Да можеме да продолжиме да спортуваме. Па немав позитивно мислење ни првиот пат, ни сега, мислам. Така да тоа е мојот став. Дека нема потреба. Трошење пари на несоодветно место. Не сум бил на оваа плажа. На работа сум, но поминуваме на лето да се шетаме. Скопскиот градоначалник Оце Трајановски денеска не сакаше да одговори на ниту едно прашање во врска со пропаѓањето на градските плажи, проект за кој тој уверуваше дека ќе представува културно собиралиште, место за рекреација, забава и освежување во топлите летни денови. Од град Скопје добивме само писмен одговор во кој се вели: Град Скопје за изведбата на двете плажи покрај Вардар, градска плажа 1 и градска плажа Камен мост, во годините кога беа изградени издвои околу 15 милиони денари. Градската плажа 1 работи со полн капацитет и представува се повеќе посетено место за спорт, рекреација и релаксација на скопјани во летниот период, додека градската плажа Камен мост поради градежните работи во централното градско подрачје, за жал мораше да биде затворена. Плажата кај Луна парк е изградена во 2010 година, а една година подоцна и плажата кај Камениот мост, која сега по одлука на град Скопје се урива само 5 години, откако за неа беа издвоени 8,7 милиони денари.